Има или нема нов нон-пейпер кој циркулира меѓу двете министерства за надворешни работи во Скопје и Софија? Откако министрот Бујар Османи потврди дека постои документ кој е прифатлив за Македонија, само се чека одговорот од бугарска страна. Од Софија експресно му одговорија: предлозите на Скопје не се прифатливи, ама тоа им било кажано уште во февруари. Од бугарското МНР во изјава за агенцијата БГНЕС вела дека разговорите мора да продолжат. Постои активен диалог меѓу Министерствата за надворешни работи на Бугарија и Република Македонија со цел да се изнедат решенија за отворените политички прашања. Последниот експертски состанок на тимовите на МНР се одржа на 11 февруари годинава, на кој се разговараше за најновите предлози на Македонија, официјално испратени во декември 2021 година, како одговор на предлозите на бугарската страна. На средбата во февруари бугарската страна ги информираше представниците на Македонија дека нивните предлози не се прифатливи и дека разговорите треба да продолжат. Испративме прашања директно и до бугарското Министерство за надворешни работи, на што се однесува предложениот документ, на идентитетските прашања или за граѓанските права на бугарското малцинство во Македонија. Одговор од таму нема ниту зошто бугарското МНР ги одби предлозите на Македонија на последниот состанок во февруари или што не беше конкретно прифатливо за Бугарија. Од ВМРО ДПМН кој ја открија информацијата дека циркулира нов нон-пейпер, повторно го повика Османи јавно да ја покаже содржината на документот. Кога се разговара за национални интереси, мора да се воспоставува консенсус. И не може потоа, од кога ќе се постигнат некои договори за кои што многу малку луѓе знаат во државата, да се очекува од опозицијата бланко да ги прифаќа истите. Ние очекуваме Министерството за надворешни работи и владата на Република Македонија на македонската јавност да ја објасни точно за што се преговара и да најде институционален начин преку кој што и на сите политички субјекти во државата ќе им биде објаснето кои чекори се превземаат и во која насока се водат преговорите. И додека траат преговорите на линија Скопје-Софија, утре во Македонија пристигнува бугарскиот премиер Кирил Петков, но не во официјална, туку во приватна посета, да се сретне со македонците со бугарска самосвест, но и со здруженијата кои добија финансиски средства од бугарската државна каса. Како што порачува Петков во бугарските медиуми, целта била да се покаже силната поддршка на бугарската влада за бугарската заедница во Македонија, оти тоа било голем приоритет за Бугарија.